Ваше високо преосвещенство, Ваше преосвещенство, почитувани академици, професори, колеги. Византиската симфонија, идејно формирана според христолошката догма за единството на божествената човечката природа во Богочовекот Христос, подразбира единство, но не и слејаност на црквата и државата. Иако во Византија црквата и државата биле во тесна синергија, сепак се разликувале според нивните различни природи и функции. Црквата никогаш ниту била, ниту може да стане државна црква, во спротивност би престанала да биде црква, односно би се откажала од својот собствен идентитет, тело Христово и икона на Царството Небесно. Во средновековието мисионерските активности на црквата, иако имале одредени политички импликации, сепак црковната мисија никога содржински не била поистоветена со надворешната политика на државата. Затоа представата за Свети Кирил и Методи како политички дипломати, чиј основен двигател е политичкиот прагматизам на Византија, е целосно погрешна. Исто така погрешна и представата која долго време идеолошки се наметнуваше во науката и образованието, особено кај нас, за тоа дека Свети Кирил и Методи и нивните ученици биле просто описменувачи на словените, просветители без светлината Христо. Под диктатот на одредени секуларистички струења, спротивни на преданието на црквата, се словенските просветители се представувани дури како интелектуалци од синкретистички тип, за кои христијанската вера има второстепено значење. Исто така, неретко нивните соборни личности насилно се сместувани во претесните рамки на современиот национализам. Потребно е да бидеме ослободени од мрежата сочинета од споменативе, а и други современи проекции и конструкти, кои даваат осиромашени и поедноставени слики за светите Кирил и Методи. Која е толкувачката позиција која би ни обезбедила јасно и правилно согледување на ликот и делото на светите браќа. Ѓорги Флоровски во својата студија "Потешкотиите на христијанскиот историчар" пишува: "Крајната цел на изучувањето на историјата не е во тоа да се востануваат објективните факти како што се податоците, местата на действијата, бројките и имињата, сето тоа е само неопходна подготовка. Главната задача е средба со живи луѓе. Предмет на изучувањето на историјата е историјата на луѓето, нивните заемни односи, контакти, конфликти, социјални врски. Кратковидиот историзам теже е кон објективното знаење, но историското спознание не е спознание на објекти, туку на субјекти. И овој гносеолошки став во однос на темата за моравската мисија е предпоставка за јасна дистинкција меѓу редукционистичките објективизации од една страна и светите личности на сесловенските просветители од друга страна. Често пати во науката повеќе внимание се посветува на прашањето како на моравската мисија гледале Византија, Моравија или Папскиот Запад, наспроти прашањето како на својата мисија меѓу словените гледале самите Свети Кирил и Методи. За еклесиолошко-мисиолошкото гледиште примарно значење има вториот личносен аспект. Без да се занемаруваат приликите на комплексниот историски контекст во кој се случува моравската мисија како основен херменевтички ориентир во екзегезата на мисионерското дело на светите браќа, ќе го имаме начелото на христијанската персонологија, според која личноста е над објективното познание и се спознава единствено преку диалог. Наспроти идеолошките квалификации он минлив и менлив карактер, црквата како благодатна заедница, оживотворувана и раководена од Светиот Дух, својата конечна ескатолошка валоризација на личностите и делото на светите Кирил и Методи го дала во чинот на богослужбената рецепција на нивните свети личности и дела. Црквата во молитвениот диалог и заедничарењето со нив им се обраќа како на подвижници, преподобни оци, сесловенски богомудри учители, просветители и споведници. И во тој диалог централно и најважно значење има агиолошкиот епитет рамноапостоли или словенски апостоли. Во него се сублимира суштината на нивното дело. Свети Кирил и Методи се препознаени како рамноапостоли уште за време на својот овоземен живот. Така се именувани во хагиографската литература настаната уште во 9 век, непосредно по нивното упокојување. Но откаде потекнува и оваа идентификација на Свети Кирил и Методи со апостолската служба, во што се состои нивниот рамноапостолски подвиг? Особено овие прашања доаѓаат до израз ако знаеме дека според учењето на црквата апостолската служба е уникатна и неповторлива. Таа им припаѓа само на првите Христови ученици, кои биле непосредни учевици и раз на раснатиот и воскреснат Богочовек Христос.
а знаеме дека свети Кирил и Методи живеат во 9 век, но тие, како што се вели во нивната богослужба, се едино равни со апостолите, односно имаат иста нарав, идентичен етос со апостолите. Светите браќа имале апостолска ревност за она што е единствено потребно на сите народи, тоа е спасоносната заедница со Бога во црквата. Покрастувањето и евангелизацијата на словенските народи се алфа и омега во нивното дело. Тие се просветители на словените, но нивното просвещение е многу пошироко од интелектуалното образование. Тоа е просвещение не само со букви, туку со евангелското слово, со благодата на Троичниот Бог, просвещение со светлината на богопознанието и добродетелите на оние што седат во сенката на смртта и мракот на незнабоството. Светите Кирил и Методи заедно со своите ученици се мудри правоградители на црквата меѓу словените, кои зидаат врз темелите на чистата апостолска вера. Со нивната просветителска служба започнува суштинската христијанизација на словените, разбрана како отцрковување и олитургисување на словенското битие. Тие секако не биле првите мисионери меѓу словените, но биле првите кои по образот на апостолите го проповедаат Христа како вистина која ослободува од гревот и смртта, како пат кон вечниот живот, и тоа на разбирлив словенски јазик. Нивната мисија е автентична и исполнета со евангелско-апостолски дух, затоа што тие го почитувале идентитетот на словените. Ја почитувале посебноста на словенскиот народ со цел да го вбројат во едниот народ Божи. Словенските равноапостоли ги гледале народите според омилениот израз на свети Кирил, како внуци Адамови, кои изгубеното древно достоинство повторно го добиваат во црквата преку Богочовекот Христос, родоначалникот на новиот народ Божи. Свети Кирил и Методи, иако биле испратени со благослов на новиот Рим, сепак во Моравија, која географски и канонски гравитирала кон стариот Рим, ја почитувале јурисдикцијата на римската патриаршија, но тоа не било причина на догматски план да го прифатат филиоквето, а на мисионерски тријазичништвото. Тие остро со библиско преданиска аргументација се спротиставиле на овие ереси кои во тоа време фатиле корен на запад. Со тоа покажале дека иако ја почитуваат канонската власт на папата, сепак неговата претензија за превлас во црквата не ја прифаќаат. Од друга страна, многу веројатно е дека не ги исполниле ниту политичките очекувања на византискиот двор. Па затоа, според зборовите на академикот Петар Илиевски, може би набрагу по испраќањето во Моравија тие биле заборавени од Константинопол. Величината на нивното дело е во тоа што, иако действувале во амбиент во кој што најостро се вкрстуваат времените интереси и било најлесно да се заземе нечија страна, тие сепак биле и останале само Христови. Ако Исток и Запад ги земеме како поими кои се обременети со идеолошка конотација, тогаш, били политичка, тогаш светите браќа несомнено биле над Истокот и Западот. Тие во својот мисионерски подвиг биле ослободени од сите надворешни оквири и директиви. Нивната главна задача била да го заседат Евангелието и црквата Христова меѓу многу племенскиот словенски народ. И покрај раслабеното црковно единство меѓу Стариот и Новиот Рим, светите браќи успеале да го сочуваат соборниот и екуменски карактер на својата мисија, правенствено затоа што во центарот на нивната мисионерско-просветителска служба секогаш стоела литургијата. Уште од самиот почеток е јасно дека грижата за богослужбениот литургиски живот имала централно место во рамноапостолскиот подвиг на светите браќа. Пред заминувањето во Моравија, тие заедно со своите блиски соработници во молитвената тишина на манастирот Полихрон ја создале глаголицата, ги превеле на словенски јазик неопходните богослужбени книги и подготвиле мисионери. Неслучајно главно јадро на мисионерството на светите браќа представувала нивната преведувачка, книжевна и образовна дејност, која била условена од богослужбените потреби на младата словенска црква. Тие во Моравија продолжиле со преведувањето на Библијата, богослужбените книги на старословенски јазик, а исто така посветено работеле на образованието на идните свештеници од домородно потекло. Цврстината и истрајноста на светите браќа во одбраната на словенската богослужба е разбирлива од аспект на базичниот мисиолошки став, според кој без литургијата и богослужението на разбирлив јазик нема и не може да има успешна мисија.
Единствено во светлината на литургискиот опит е можна автентичната црковна мисија која има јасни сотиролошки цели и ескатолошки перспективи. За црковната мисија да биде ослободена од бремето на воземните интереси и да биде имуна на надворешните злоупотреби, таа треба да представува благодатно сведоштво за евангелскиот и светотаинскиот живот во Христа Господа. Тоа сведоштво е пројава на безусловната и апсолутна љубов на Бога кон човекот и светот. Христовата крстна љубов, расната за животот на светот, ги исполнувала и ги вдахновувала светите словенски просветители во нивниот пожртвуван подвиг. Затоа тие биле способни да ги поднесат сите лажни обвинувања, остри напади, неправедни осудувања и жестоки прогонства, направени од нивните собствени браќа во верата. Мисионерското дело на Свети Кирил и Методи и нивните свети ученици јасно и недвосмислено не подсетува дека вистинското мисионерење во овој свет кој лежи во зло секогаш има крстоносен, исповеднички и мартириски карактер. Почестите и торжествата со кои Свети Кирил и Методи честопати биле испраќани и дочекувани се кратки и епизодни. Сите подршки и воодушевувања брзо исчезнувале, а во маките и искушенијата тие биле оставени сами на себе, односно на Божјата промисла. Од почетокот до крајот нивната мисија е страдање заради Христа и полагање на собствената душа за спасението на ближниот. Светите и охристовени личности на Кирил и Методи и на нивните ученици се основната предпоставка за успехот на Моравската мисија. Оваа нивна мисија како историски факт е одамна завршена, но таа според своето влијание се уште трае и постојано се оприсутнува преку небројното мноштво плодови во црковниот и културен живот на словенските народи. И тоа е потврда за незината автентичност. Вистинските мисии со својот ефект секогаш ги надминуваат историските рамки на своето време. Таква е и Моравската мисија. Затоа таа представува мисиолошка парадигма која треба да биде следена, мисиолошка лекција која треба постојано да се учи и проучува. Ви благодарам.